Исто така, сакам да кажам нешто на заедницата. Овие луѓе овде со голема жртва го постигнаа колективниот договор. И заедницата и сите заеднички мораме да го чуваме. Единствено нов колективен договор може да се случи кога ќе се унапредат дополнително нашите права. Да живее колективниот договор и да живее СКРМ. И никој не смее да преговара за платите на уметниците и вработените во културата, освен самите работници преку нивните представници, односно синдикатите. Ви благодарам. Некој во оваа зграда овдека се прашува зошто протестов е денеска тука, а не пред Уставниот суд, кога Уставниот суд ја донесе одлуката за почнување постапка за уставноста на колективниот договор. Одговорот е затоа што генезата на сите проблеми во културата почнува од оваа зграда, а тоа што донесе одлука Уставниот суд само ја прелива чашата. Значи, 30 години сите проблеми се од овде, без разлика кој е министер. Не бараме ништо ново, не бараме повеќе, не бараме привилегии. Бараме да го почитувате тоа што сме го договориле. Толку. Едноставно е. И да, може би ви изгледа чудно што не ви веруваме, ама знаете што е полошо? Ние многу добро ве разбираме. Ги знаеме луѓето што беа тивки кога бевме сиромашни, а стануваат агресивни кога живееме пристојно. Тие што не добиваат ништо ако ние изгубиме, освен едно мало, бедно чувство на задоволство за несреќата на другиот. Кај нив постои една основна идеја дека Министерството е културата. Министерството не е културата. Министерството е само сервисот, а културата сме ние. Не заборавиме. На времењата кога мала група влијателни службеници во Министерството за култура во тесна релација со политиката на било која власт не ја кроја судбината. Сите се сеќаваме на платите од 300 евра. Некои се сеќаваат и на платите од 150 евра. Замислете со кој пензија отидоа нашите колеги и како преживуваат денес. Сите се сеќаваме на едно ало од партиски телефон што вредеше повеќе од закон. На работни места измислени како во некоја пародија, како она шеф на кабинет на директор.